Добар ден! Почнува првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Подготвивме информации за дневните случувања. Почнуваме по најавата на дел од темите. Во Штипската клиничка болница за една година се извршени над 750 коронографии и вградени се над 200 стентови. Денес е светски ден на срцето. Со активните владени мерки за вработување, бројот на невработени во Провиштип за 3 години е намален за 500. Село Чифлик во Пехчево ќе добие канализација. Средствата од 10 милиони денари се од Бирото за регионален развој. Се поставува одводна мрежа и во индустрискиот локалитет Подуово. Болестите на срцето и крвните садови се најголема причина за смртност и на глобално и на локално ниво. Минатата година во Македонија од болести на циркулаторниот систем починале 11.270 лица. Возрастната граница на пациентите се намалува, а најголемите ризик фактори за срцевите заболувања се нездравиот животен стил, нездравите прехранбени навики и зависностите. Во Штип за една година извршени се над 750 коронографии и вградени се над 200 стентови. Бројот на лица со кардиоваскуларни проблеми е во постојан пораст. За само една година во ангиосалата во клиничката болница во Штип извршени се околу 750 коронографии и над 200 стентирања. Пациентите се главно од источниот регион. Кардиоваскуларните болести се водечка причина за смрт на глобално ниво. Тие предизвикуваат повеќе смртни случаи отколку сите други болести заедно. Имајќи ги овие редовни испитувања во текот на една година, ние веќе имаме увид на вкупната состојба, на целокупната здравствена состојба на самите пациенти. Благодарејќи на ангиосалата во Штипската клиничка болница, во периодот од точно една година кога работиме активно, направивме некаде околу 750 коронографии и околу 230 стентирања, од кои што 170-180 стентирања се стентирање на акутен миокарден инфаркт кај пациенти кои што доаѓаат со запушени коронарни артерии и ние акутно ги решаваме во нашава сала. Голем број пациенти кои што имале валвуларни заболувања на срцевите валвули, имале проширени срца, запушени вратни артерии, распукана аорта, кој што е исто многу битен и фактор за смрт кај популацијава, успеавме со целокупната диагностика во нашата клиничка болница да направиме испитувања инвазивни, неинвазивни и да бидат упатени во соодветните кардиохируршки институции во државната кардиохирургија во Скопје. Ризик факторите за настанување на кардиоваскуларни проблеми се лоцираат во нездравите животни навики. Бројот на кардиоваскуларни заболувања е во постојан тренд на покачување. Сетики се работи како резултат на промена на начинот на живот, намалена физичка активност, употреба на заситени масти во исхрана, пушењето цигари, покачена тензија, тоест покачен крвен притисок, тоест ова се го ставаме како еден ризик фактор, тоест еден од бројните ризик фактори. Докторите советуваат пациентите да вршат редовни кардиоваскуларни прегледи, редовно пешачење и да внимаваат на исхраната. Редовно мерење на крвен притисок, барем 2 пати до 3 пати неделно кај луѓето кои што немаат крвен притисок покачен и кои што не се лекуваат од хипертензија. 2 пати годишно да се прави ехокардиографија и еднашка годишно да се прави коронарен стрес тест. Со овие испитувања неинвазивни. Пред се треба да се внимава на исхраната, зголемена физичка активност, регулација на тензија, регулација на гликемија, секако престанок со пушење на цигари, тоа е една од препораките што би требало од нас да излезе до општата популација. За овој период досега се направени доста успешни интервенции. Највозрастниот пациент беше на 85 годишна возраст, кој што е стентиран тука, најмладиот на 28 години. Денес на Светскиот ден на срцето, клиничката болница во Штип одбележува една година од ангиосалата за итни кардиоваскуларни интервенции. Собранието им даде подршка на законските измени на Законот за безбедност во сообраќајот.
Колку побрзо се вози над дозволената брзина, растат и глобите и казнените поени. Покрај глобата, на возачот му следи и забрана на управување на моторно возило од 6 до 12 месеци. Глоба од 400 евра ќе платат возачите кои возат над 50 км на час повеќе од дозволената брзина. Ако возите со поголема брзина од 50 км на час во населено место, ќе платите парична казна во износ од 400 евра во динарска противредност, а ќе имате и 65 негативни бода. Освен предвидената глоба, на возачот ќе му биде изречена и прекршочна санкција забрана на управување на моторното возило во период од 6 до 12 месеци. Другите измени на законот предвидуваат и парична казна за движење во населено место со брзина над дозволената од 30 до 50 км на час, а за овој прекршок глобата изнесува 300 евра и 50 негативни бода на возачката дозвола. За брзина на возење од 10 до 30 км на час над дозволената брзина на возачот ќе му се припише казна од 45 евра, а ќе му бидат регистрирани и 25 негативни бодови. Возачот кој отстапува спротивно од законот, односно ако движењето на неговото моторно возило во населено место се движи со брзина од 10 км на час над дозволената брзина, ќе се здобие со парична казна од 10 евра и 10 негативни бода. Ова го предвидува Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, што го усвои Собранието на Република Македонија на вчерашната седница. Предвидените казни за овие прекршоци се уште не се стапени на сила. Проектот Македонија вработува го намали бројот на невработени во општина Пробиштип. За 3 години активните мерки на владата го намалиле бројот на невработените во Пробиштип за 500 лица. Проектот Македонија вработува успешно се имплементира во општина Пробиштип. Преку Агенцијата за вработување пробиштипјани пројавуваат голем интерес и тоа според податоци од директорот Владко Јордановски. Од април годинава до денес се вработени околу 60 лица, а бројот на фирми кои аплицирале за користење на поволностите изнесува 36. До 29 години се имат вработено 10 лица, до 35 години 23 лица се имат вработено, над 50 години 8 лица, од ранливите групи 1 лице, над 58 години се 3 лица. Можам да кажем и дека по образование, значи со основно образование се вработени 10 лица, средно образование 42 лица, со високо образование 8 лица. Дејности во кои овие лица се ангажирани или вработени се производството, трговијата, транспортот и угостителството, како и компании или фирми со слични дејности. Во однос на делот од проектот кој се однесува на само вработување на невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување во Пробиштип, годинава на огласот за користење неповратни средства се одзвале околу 19 лица, кои веќе работат на сопствени бизниси, додека условите за повратни средства ги користат 5 лица. Интересот бил претежно во областа на трговијата или за најчиството. Сето ова допринесува до намалување на евидентираниот број на невработени лица во Агенцијата за вработување во Пробиштип. Во моментот значи имаме 1500 лица кои што се изјаснени како активни баратели на работа и 500 лица кои што нели категорија ние ги викаме тие пасивни баратели на работа, односно лица кои што во моментот не прифаќаат, односно не се спремни да работат. Такви имаме 500, значи вкупно некаде околу 2000 лица. Според податоците од подрачната единица на Агенцијата за вработување во Пробиштип, по пререгистрацијата од 2013 година биле регистрирани околу 2600 невработени лица. Село Чифлик во Пехчево ќе добие канализација. Вкупната вредност на проектот изнесува над 10 милиони денари, обезбедени преку Бирото за регионален развој. Паралелно се работи и на поставување одводна мрежа на индустријскиот локалитет Подуово. Село Чифлик во Пехчево ќе добие канализација. Завршува втората фаза од проектот, а првата беше спроведена уште минатата година. Колекторскиот систем за отпадни води и фекалии беше еден од најгорливите проблеми на жителите на село Чифлик. Сега е во крајна фаза изработката на втора фаза и следува понатаму трета фаза, која веќе помина на тендер од истиот донатор преку источнопланскиот, значи на исти начин финансиран, и трета фаза, и тоа е крајна фаза со која што комплетно ќе ја завршиме оваа канализација и село Чифлик ќе биде решено со овој проблем. Средствата со вкупна вредност од над 10 милиони денари се обезбедени преку Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа, а општина Пехчево 2013 година аплицираше преку програмата за развој на источнопланскиот регион.
Значи целиот проект во село Чифлик чини некаде околу 10 милиони денари. Еве оваа сега првата фаза ланска година е направивме, оваа година околу 5,5 милиона комплетно е целиот проект. Освен во село Чифлик, во завршна фаза и канализацијскиот систем во индустрискиот локалитет Подуово, кој во текот на месец октомври ќе биде пуштен во функција. Таму станува збор за канализација комплетно со филтер станица која што направивме прва фаза ланска година, еве оваа година втора фаза ја довршуваме. Штипските социјалдемократи реагираат на одлуката на локалната самоуправа. Јавното предпријатие Стипион да остане без имотот кој во деталниот урбанистички план е влезен во парцелата наменета за изградба на спортско-рекреативен центар Брегалница. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев со одговор дека Стипион ќе добие работни простории во поранешниот магазин на АРМ на локалитетот Новакова чешма, а Штип ќе добие модерен спортско-рекреативен центар. Социјалдемократите од Штип денеска на пресконференција ја обвинија локалната самоуправа за нивната дозвола за дислоцирање на работните простории на јавното предпријатие Стипион поради плановите за изградба на нов спортско-рекреативен центар кој што ќе биде лоциран кај сегашните простории на ова предпријатие. Тие од градоначалникот бараат објаснување за оваа одлука која според нив би го загрозила и патниот сообраќај. Загрижува фактот што ваквата одлука на мнозинството предводено од ВМРО ДПМН е донесена на брзина, без соодветна анализа, особено пред почетокот на зимската сезона. Досегашните простори спроти автобуската станица, јавното предпријатие ги користеше за чување на возилата за зимска служба со соодветна механичка работилница, како и за складирање на сол и ризла. Во замена за овој простор, сега јавното предпријатие Стипион треба да ги добие на користење магазините на АРМ кај местноста Новакова чешма на 4 км оддалеченост од градот. Големата оддалеченост од градот и фактот што нема асфалтиран пристапен пат до новата локација ќе представува дополнителен проблем за одамна застарената механизација на ова јавно предпријатие. Неефикасноста на јавното предпријатие Стипион ќе создаде сериозни проблеми во проводноста на градскиот сообраќај и ќе ја загрози безбедноста на граѓаните во зимскиот период. Градоначалникот на општина Штип до нашата редакција писмено одговори на обвинувањата на опозицијата. Просториите кај Новакова чешма од страна на Министерството за одбрана и се доделени на општина Штип уште во септември 2013 година и уште тогаш јавно и транспарентно на медиумите беше кажано дека на овој простор ќе се смести јавното предпријатие Стипион, а со легитимната расправа и гласање на последната седница на Советот оваа се реализира и практично. Сето ова е подкрепено со законски одлуки на Совет и сето тоа во интерес на градот, а не на лични сприги и интереси во опозицијата. Оваа стара локација конечно ќе биде уредена на општо задоволство и на градот и на граѓаните, а за тоа веќе постои и странски инвеститор кој е подготвен да инвестира. Ние сме детерминирани Штип да го направиме метропола и во тоа ќе успееме, стои во реакцијата на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. Плановите за изградба на овој модерен спортско-рекреативен центар е еден од поголемите проекти на општината. Општина Штип во соработка со Друштвото за управување на отпад, Нула отпад за правилно управување со отпадните батерии, акумулатори и отпадна електронска и електрична опрема започна акција за прибирање на отпадни батерии. Акцијата започна со едукативно предавање за децата од градинката Астибо, а денес продолжи и со децата од градинките Вера Циривири Трена. Друштвото за управување со отпад, Нула отпад, кој поседува лиценца за собирање на електронски и електричен отпад и денес во Штип ја продолжи кампањата за промоција на штетноста од истрошените батерии. Предавање на оваа тема беше организирано за децата од големата група при детската градинка Вера Циривири Трена. Општина Штип не прими и ги отвори своите врати за соработка. Драго ни е што имаме можност во сите градинки на територија на општина Штип да направиме едукација за дечињата. Идејата е да се направи едукација на дечиња од најмала возраст, предшколска возраст, оние кои што се во голема група, бидејќи се оние кои што се најголеми
највеќе ги впиваат информациите. Со интерактивно предавање на најмалите им се укажа на тоа кои се негативностите од поседувањето на истрошените батерии во нивните домови. Интересно е што даваат искрени одговори дали нивните родители фрлаат или не фрлаат правилно, каде се може да лоцираат батерија или електронски електричен отпад, можеби не ја знаат таа терминологија, но знаат што представува таблет, компјутер и се останато. Така да секогаш е интересно со најмалите да се прави едукација за да стигне до возрастните. Како велат, промената се прави од најмалите, за и ние возрастните да направиме промена во нашето општество. Тоа е целта на нашата компанија Нула отпад, да направиме и ја кренеме свесност кај сите, значи кај целото население. Откако ќе завршат во детските градинки од Нула отпад, велат дека ќе продолжат со предавања во основните училишта, и тоа за учениците од 5-то и 6-то одделение, кои според нив ќе покажат интерес за овој тип на едукација. Што се однесува до денешната едукација во детската градинка Вера Циривири Трена, ова не е прва активност поврзана со екологијата, истакна директорот Рајан Коцев. До сега децата биле запознати со рециклирање на останатите видови отпад, а сега веќе и со електронскиот. Ние, значи, во текот на годината имаме имаме активности на тема од екологијата, односно за пластика, за хартија, но еве за прв пат, значи, имаме активност за правилно селектирање на електронски отпад и акумулатори. Да ги научиме и да ја подигнеме нивната свест и свеста на нивните родители за правилно селектирање на отпадот, така што ќе придонесеме за зачувување на природата. Она што ќе биде задача за децата после денешното предавање е да им пренесат на родителите што е тоа што научиле и веќе од наредниот ден да ги донесуваат истрошените батерии кои се наоѓаат во нивните домови и да ги собираат во специјално за тоа наменетиот контејнер кој е донација од Друштвото за управување со отпад Нула отпад. Кривична пријава за 44 годишен жител на село Звегор Делчевско заради сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската унија и на Шенгенскиот договор. Пријавениот во јануари 2012 година со цел да се стекне со противправна имотна корист, организирал патување на 5 лица државјани на Република Македонија во Швајцарија. Пријавениот ги транспортирал 5 лица, стекнувајќи се со противправна имотна корист од 30.750 денари. Кина ќе даде 8.000 војници во мировните сили на Обединетите нации, со што ќе стане најголем учесник во мировните мисии, за кои над 50 држави најавија 30.000 нови војници и полицајци. За сега Кина учествува со 3.000 своји војници во мировните сили од 106.500 војници, полицајци и советници. Кина ќе обезбеди $100 милиони воена помош за Африканската унија во следните 5 години за зајакнување на африканските мировни сили за одговор во кризни случаи, најави кинескиот председател. Најмалку 76 лица загина, а 55 други се ранети во 2 воздушни напади на меѓународната арапска коалиција предводена од Саудиска Арабија во Јужен Јемен. Жртвите се учесници на една свадба во селото Ал-Вахка кај градот Муча. Саудиска Арабија стравува дека превземањето на власта во Јемен од страна на хутите би ја засилило позицијата на арапскиот полуостров на нејзиниот главен регионален ривал Иран. Во масовна тепачка на 2 групи на бегалци во бегалски камп во германскиот град Калден повредени се 14 лица. Во Калден во германската сојузна држава Хесе бегалците се сместени во шатори поставени на напуштен аеродром. Полицијата пренесува дека конфликтот започнал вчера во кантината и траел неколку часа, а настанал како последица на расправија меѓу помлади и постари бегалци сместени во кампот. По една година пауза, македонската репрезентативка во женска кошарка Ванеса Василевска се враќа во редовите на кошаркарскиот клуб Клубскиот Делчево.
Откако претходно 3 сезони го носеше дресот на Делчевскиот прволигаш, таа подпиша нов договор. Минатата сезона играше во Кавадарци, каде одигра уште едно финале и го освои второто место со тимот од Кавадарци. Инаку претходно Ванеса Василевска со женскиот кошаркарски клуб Клубскиот Делчево го освои Купот на Македонија и со златни букви е запишана во историјата на Делчевскиот спорт. Со подписот на оваа кошаркарка и со тренинзите кои што напорно ги правеше со екипата, женскиот кошаркарски клуб Клубски се подготвува за новото првенство во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Еве со почетокот на тренинзите и пријателските утакмици ние ќе ја достигнеме формата и оваа година ќе се бориме пак за првите места во кошаркарската лига на Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Инаку претходно за тимот од Делчево подпишаа и бугарската интернационалка Ина Рашова, како и бившиот кошаркар на клубот јуниор Ангела Ставрова. Перо Антик, поранешниот македонски репрезентативец, кој од оваа сезона од НБА Атланта се пресели во Фенербахче Турција, е на 32-то место на листата на најплатени европски кошаркари со плата од 1,2 милиони евра. Најдобро платен е рускиот кошаркар Алекси Швед, кој што има плата од 3,5 милиони евра. На втората позиција е Руди Фернандес од Шпанија со плата од 2,8 милиони евра. Најдобриот фудбалски клуб во Македонија е Работнички, кој ова лето заработи 1800 индекс поени, па така од 281-то скокна на 250-то место од околу 500 рангирани клубови во Европа. Добрите игри и одличните резултати, секако и пласманот во плејофот во Лигата на Европа, на Работнички му донесе напредок на листата на најдобрите 500 клубови во Европа. Настапот во второто квалификацијско коло во Лига шампиони на Вардар му донесе 1300 поени. Вардар сега се наоѓа на 291-то место, што е скок од цели 49 места. На ниво на држава Македонија ова лето собра 1500 индекс поени, па така со вкупни 6000 поени се најде на најновото рангирање според УЕФА на 40-то место од вкупно 54 земји. Ова е се во првото издание на Дневникот. Гледајте не повторно во 20 часот. Пријатно попладне.